Кратки најави за денес. Пекари, сладкари и текстилци барани на пазарот на труд. Донирани средствата од хуманитарните паркинзи. Повикот за субвенционирање на граѓаните за набавка на клими изрежиран и нашминкан, велат од СДСМ Охрид. Природните и културните богатства на Охрид неисцрпна инспирација за бакарните ракотворби на Данче на Умоска. Агенцијата за храна и ветеринарство со засилени инспекцијски контроли во пресрет на Великден. Со дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес студено утро, времето во текот на денот сончево со локална облачност, ветровито и потопло со пораст на максималните температури до 10 степени. Во текот на ноќта кон сабота претежно ведро со локална облачност и малку потопло. Во сабота над најголем дел од Европа стабилно време со сончеви периоди и пораст на температурите над Алпите, дожд и снег, а над најголем дел од Апенинскиот и Балканскиот полуостров дожд и свежо време со температури под повеќегодишниот просек. Услови за сосем слаби локални врнежи од дожд и на крајниот исток од Европа. Утре на Балканскиот полуостров умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд проследени со ветер и ниски температури. На крајниот југ и југозапад од полуостровот стабилно со зголемена облачност, максималните дневни температури на Балканот од 10 до 19 степени. Во Македонија во сабота свежо утро, во утринските и предпладневните часови времето ќе биде претежно сончево со локална облачност и малку потопло. Попладне ќе дојде до зголемување на облачност, а ќе има услови за сосем слаби локални врнежи од дожд попладне и вечерта. Ќе дува слаб ветер од променлив правец, минималните температури од -4 до +5, максималните дневни од 9 до 16 степени. Во Охрид во сабота, во првата половина од денот, претежно сончево време со локална облачност, а попладне нестабилно со врнежи од дожд, минималната температура 2, максималната 11. Во недела и понеделник умерено облачно и нестабилно време со дожд, но потопло. Минималната 4, односно 5, дневната 8, односно 10. Во вторник умерено облачно време со сончеви периоди и потопло, утринската 6, а максималната 13 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Ресторан Далга. Во време на енергетска криза си помагаме едни на други. Со 80 милиони евра неповратна помош од ЕУ, помагаме да се изнајдат најдобрите решенија за сите. Директна помош за намалување на сметките за електрична енергија за домакинствата и ранливите категории граѓани. Спроведување решенија за поголема енергетска ефикасност и намалување на енергетската зависност. Инвестирање во одржливи и обновливи извори на енергија и забрзување на енергетската транзиција кон зелени решенија. Преземаме заеднички чекори за доброто на сите, затоа што енергијата не поврзува. ЕУ со тебе. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и местни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро.
Повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Пекари, сладкари и текстилци се едни од најбараните стручни кадри. Со дуално образование, стручното средно училиште Нико Нестор ќе го натополнува недостигот на кадар на пазарот на трудот. Дуалното образование се смета за златен стандард во светот. Тоа е од голема важност, бидејќи таквото комбинирање на настава и пракса придонесува за развој на високо квалитетни практични вештини, кои ги бараат работодавачите. Со дуално образование струга ќе го надополнува недостигот на кадар на пазарот на трудот. Пекари, сладкари и текстилци се едни од најбараните стручни кадри. Стручното училиште Нико Нестор преку практична настава во компаниите во текот на 4-годишното образование ги подготвува учениците да може да одговорат на потребите на пазарот. Практичното работење во една компанија сите 4 години практичната настава ја изведува во истата компанија. Предност за компанијата, односно најголема придобивка за компанијата е тоа што после 4 години компанијата веќе добива оспособен, односно остручен кадар за профилот кој што самата компанија го нуди. Практичната настава се одвива 2 пати неделно. Таму учениците преку работа во компании ги добиваат потребните квалификации за во иднина да може да градат кариера. Така да од пред 2 години во нашето училиште почна да се воведува дуалното образование. Првата година почнавме со прехранбениот техничар во склоп на хемиската струка. Ние дуална паралелка од минатата година, значи имаме и текстилната струка веќе оди со дуална паралелка, а од ова учебна година и економската струка оди со дуална паралелка. Дуалното образование се смета за златен стандард во светот. Тоа е од голема важност бидејќи таквото комбинирање на настава и пракса придонесува за развој на висококвалитетни практични вештини кои ги бараат работодавците. Тоа го олеснува патот на учениците кон достојно и брзо вработување. Откако почна да се забележува дека на тезгите одеднаш почна да ги снемува некои од земјоделските производи со замрзнати цени, владата одлучи да им наложи на трговците да прибавуваат задолжителни количества овошје и зеленчук. Владата на седница донесе одлука трговците кои продаваат овошје и зеленчук да прибавуваат и продаваат 70% од количествата кои што ги продавале во јануари и февруари. Ова одлука, која што следува по одлуката за замрзнување на цените на одредени видови овошје и зеленчук, е предвидено да важи до крајот на април. Заклучено дека е потребна ваква одлука, како што соопшти предлагачот Министерството за економија по координативниот состанок на надлежните институции во врска со предметното прашање, посочи од владата. Ваквата одлука доаѓа по последното замрзнување на цените на 11 видови овошје и зеленчук. Од 5 април почнаа да важат ограничените највисоки цени за свежите домати, краставиците, кромидот, карфиолот, зелените пиперки, гравот, леќата, бананите, портокалите, мандарините и лимонот. Финансиските средства собрани од хуманитарните паркинзи донирани на Центарот во мојот свет. Проектот Хуманитарни паркинзи го реализира јавното претпријатие Билјанини извори и општина Охрид. Финансиските средства кои беа собрани во рамки на проектот Хуманитарни паркинзи, реализиран од страна на јавното претпријатие Билјанини извори и општина Охрид, денеска беа донирани на Центарот за поддршка и третман на лица со аутистичен спектар и атипичен развој во мојот свет, кој функционира во Охридската општа болница. Се работи за износ од 62.420 денари и истиот бил наплатен од двете хуманитарни паркинг места на улица Кеј Македонија, со кој претпријатието располага во периодот од 20 јули до 31 декември 2022 година. Одлуката за доделување на средствата ја донесе управниот одбор на јавното претпријатие на состанок одржан на 29 март годинава.
Проектот Хуманитарни паркинзи започна да се реализира минатото лето на иницијатива на градоначалникот Кирил Пецаков и дел од заложбите на јавното предпријатие Билјанини извори за општествена одговорност и поддршка на здруженијата на граѓани. Од предпријатието упатија благодарност до граѓаните што ги користеа хуманитарните паркинзи со порака и апел да продолжат да ги користат црвените паркинг места и да даваат помош онаму каде што е најпотребна. Од јавното предпријатие најавуваат дека наскоро ќе обележат уште еден хуманитарен паркинг кој ќе биде лоциран на улицата Партизанска во близина на зградата на Македонски пошти, зашто јавноста ќе биде навремено информирана. Повикот за субвенционирање на граѓаните за набавка на клима уреди изрежиран и нашминкан, велат од општинската организација на СДСМ Охрид. Дали за да добиеш субвенции треба да бидеш партиски послушник на ВМРО ДПМН Охрид? Прашуваат од СДСМ по вчерашното објавување на повикот кој заврши во рекордно време од неполни 3 часа. Од општинската организација на СДСМ Охрид изразуваат сомнеж дека јавниот повик за субвенционирање на граѓаните за набавка на клима уреди од страна на општина Охрид е како што велат целосно изрежиран и нашминкан. 30 на клима уреди пуштени на најако во рекордно време го стопија повикот за субвенционирање на граѓаните за набавка на инвертер клима уреди за 2023 година, рече Софија Ристеска од СДСМ Охрид. Вчера охриѓани го поминаа денот пред општинската зграда, барајќи објаснување од надлежните, зошто не им се примаат документите согласно повикот за субвенционирање на клима уреди. Откако добија одговор дека повикот е завршен поради исцрпување на средствата, а истиот беше објавен истиот ден пред само час-два, се поставува прашање: дали да добие субвенции треба да бидеш партиски послушаник на ВМРО ДПМН Охрид? Но со оглед на тоа што најверојатно на надлежните не им успеало да го задоволат целото членство на кое му биле ветени субвенции, револтот изгледа станал уште поголем, кажа Ристеска. Оддалеку се гледа што направивте со повикот, почитувана локална власт. Физички, невозможно е охриѓани за 2 до 3 часа најпрво да разберат за повикот, па да ја соберат целокупната документација и да аплицираат во архива. А при тоа, тие кои со сите сили успеа да стигнат, а не беа претходно информирани како вашите избраници, беа пречекани. Со исказ: повеќе среќа следен пат, повикот заврши. Од СДСМ Охрид и порачуваат на локалната следниот пат манипулирањето на граѓаните да го направат малку пософистицирано. Повторно сликан рис на фотозамка во Национален парк Галичица. Во последните 3 години, ова е 8 забележување на рисот на територијата на Национален парк. После 50 години пауза, балканскиот рис за прв пат беше забележан во Националниот парк Галичица во 2020 година. Поттикнати од неговото присуство, јавната установа Национален парк Галичица заедно со Македонското еколошко друштво во 2021 и 2022 година спроведува мониторинг за утврдување на бројност на популации на срна и дива коза во Националниот парк. Тоа се видови кои представуваат омилена храна на балканскиот рис. Во периодот кој следи, ќе бидат поставени дополнителни камери со цел полесно утврдување на вкупната бројка на единки на балкански рис и други крупни цицачи, информираат од установата. Додаваат дека нема да изостанат ниту мерките за заштита на живеалиштата на балкански рис и директно спречување на криволов во Националниот парк. Природните и културни богатства на Охрид и езерото, неисцрпна инспирација за бакарните уметнички предмети на охриѓанката Данчена Умоска. Таа повеќе од 2 децении работи дела од бакар, занаед кој го наследила од незиниот татко. 23 години охриѓанката Данчена Умоска изработува предмети од бакар. Дел од незиното твориштво чинат најразлични предмети, релјефни слики, а во последно време и накид. Но Умоска работи во најразлични техники, патинирање, посребрување, позлата, релјеф, потоа користи бои, се со цел нејзиниот краен производ да биде скроен по желба и потреба на купувачот. Вели, уникатноста е начинот на кој може да се опстои во време кога сите купуваат производи онлайн. Данче изработува бакарен накид, а инспирацијата била флората и фауната на Охридското езеро. Инспирација добив од Охридски сунгер, благодарение на нуркачкиот клуб од Амфора. Се запознав со сунгерот, со неговите каналчина и сето тоа, и добив инспирација малце поинаку да го изведам со смола, со ленти бакарни и разни нијанси и сакав да ги доловам да личи малце на Охридски сунгер.
Занаетот го научила од нејзиниот татко, но со текот на годините Наумовска објаснува дека посетувала најразлични обуки со цел да ги усоврши и надогради нејзините вештини. Побарувачката кај туристите, вели Наумовска, е секогаш различна. Зато имам толку широк асортиман на производи. Не се знае, секогаш е различно, некогаш зависи ти периодот, некогаш во зимскиот период се бараат иконите, на лето се бараат нешто охридско, баш нешто мотиви од Охрид, како сокаците и така натаму, како сувенирски производи. Наумовска изработува и уникатни парчиња мебели по куќнина, за чија што изработка најмногу и помага нејзиниот сопруг, за кого ќе рече дека е нејзиниот главен асистент. Вели дека поддршката од сопругот многу и го олеснува секојдневието, бидејќи не е лесно да се балансира за најчиството со професијата домаќинка, без помош од брачниот другар. Агенцијата за храна и ветеринарство со засилени инспекцијски контроли во пресред на великденските празници. Се контролираат производителите, увозниците и трговците со јајца, бои за јајца и месарниците. Од агенцијата апелираат до граѓаните да бидат одговорни потрошувачи и да купуваат исклучиво од регистрирани или одобрени оператори со храна. Инспекцијските служби на Агенцијата за храна и ветеринарство спроведуваат засилени инспекцијски контроли на продажбата на јајца, бои за јајца, месо и други прехранбени производи пред великденските празници. Директорот Николче Бабовски издал и налог за засилување на инспекцијските контроли на граничните премини за пратките со јајца кои се увезуваат во земјава, каде акцент е ставен на датумот на пакување, означување, временскиот рок на траење, кој за овој производ не смее да биде подолг од 28 дена, односно за јајцата декларирани како екстра не повеќе од 9 дена. Контролите на домашниот пазар се спроведуваат во производството, преработката, дистрибуцијата и продажбата на јајца со акцент на нивното значување, услови на чување и складирање на овој прехранбен производ за кој пред празниците постои зголемена побарувачка. Со засилените инспекцијски контроли опфатени се и производителите, увозниците и трговците со бои за јајца. Во поглед на тоа дали тие ги исполнуваат општите и посебните услови за безбедност на боите, односно дали истите се во согласно со одредбите од Законот за безбедност на храната и правилникот за адитиви кои се користат во храната, вели директорот Бабовски. Се контролира дали боите се соодветно означени и испакувани во оригинално пакување, бидејќи, додава тој, бојата во римфузна состојба и без декларација е небезбедна. Боите не смеат да представуваат опасност по здравието на луѓето и не смеат да влијаат на нутритивниот квалитет на храната. Затоа треба да се внимава бои да се купуваат исклучиво од регистрирани оператори кои се под контрола на агенцијата. Засилени се и контролите во месарниците кои вршат промет со свежо месо и подготовки од месо. Акцент на оваа категорија оператори со храна ставен е на контролата на здравствената ознака на месото, комерцијалните документи, следливоста, условите за чување и одржување на ладниот ланец во прометот со месо и подготовките од месо, како и нивното декларирање. Дел од засилените контроли се и другите прехранбени производи, особено вошјето и зеленчукот, кои се проверуваат органолептички, како и условите на чување и складирање. Од Агенцијата за храна и ветерина, како одговорна институција за безбедноста на храната во пресред на великденските празници, апелираат до граѓаните да бидат одговорни потрошувачи и да купуваат исклучиво од регистрирани или одобрени оператори со храна, а секоја недоследност во поглед на безбедноста на храната, вклучително и на боите за јајца, да ја пријавуваат во агенцијата, лично, телефонски на бесплатниот број 0800 3 22 22 или електронски на info@fva.gov.mk. Националната установа Фестивал Охридско лето организира великденски концерт Воскресение Твое со женскиот камерен хор Света Злата Мегленска од Скопје. Концертот ќе се одржи на 12 април во црквата Света Софија во Охрид со почеток во 20 часот. Прекрасна православна хорска музика во Охрид. По повод големиот христијански празник Великден, Националната установа Фестивал Охридско лето го организира великденскиот концерт Воскресение Твое со женскиот камерен хор Света Злата Мегленска од Скопје. Света Злата Мегленска преку своето 27 годишно континуирано работење стана хорски расадник и културен храм, каде со огромна љубов и посветеност ги поттикнува и ги стави во функција сите хорски состави на афирмирање на православната
хорска музика ширум светот. Света Злата Мегленска во јавноста се промовира како културен амбасадор и реализатор на низа значајни меѓународни и државни фестивали, надпревари, концерти, предавања и слични настани од областа на хорската култура. Освен музицирањето и пријателското дружење, хорот се стреми кон подигнување на патриотските чувства, будење на националната свест и негување на традиционалните вредности. Женскиот камерен хор Света Злата Мегленска од Скопје е формиран во 1996 година. Составен е од 22 женски вокали кои повеќето се млади академски образовани музичари и студенти на Факултетот за музичка уметност во Скопје и од другите државни универзитети во Македонија. Основач, диригент и уметнички раководител на хорот е академскиот музичар Летка Димовска Полизова. Концертот ќе се одржи на 12 април во црквата Света Софија во Охрид со почеток во 20 часот. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Кина до одреден степен ја менува својата риторика во однос на руската инвазија. Оваа земја, која досега беше воздржана во врска со руската инвазија и на ниту еден начин не се мешаше во руските планови со Украина, сега тоа се менува. Ова стана јасно за време на тридневната државна посета на францускиот претседател Емануел Макрон, кој вчера пристигна во Кина. За време на посетата на Пекинг, францускиот претседател рече дека Кина може да игра значајна улога на патот кон мирот во Украина и ја поздрави желбата и посветеноста на Кина во решавањето на конфликтот. Кинескиот претседател се согласува дека нуклеарното оружје не треба да се користи за време на конфликтот во Украина, изјави францускиот претседател Макрон за време на посетата на Пекинг. Кси Џинпинг рече дека сака мировните преговори да започнат што е можно поскоро и ја повика меѓународната заедница да не поддржува ескалација на кризата. Покрај тоа, француски дипломатски извор изјави дека Кси Џинпинг е подготвен да му се јави на украинскиот претседател Володомир Зеленски, но во согласност со неговиот собствен распоред. Кина е подготвена да соработува за Франција за насилно да ги турка Русија и Украина кон почеток на разговорите за ставање крај на конфликтот. Израелската војска утрово ракетираше цели во Газа и Либан како одмазда за ракетните напади за кои ја обвини палестинската милитантна група Хамас. Израелските одбранбени сили соопштија дека била гаѓана терористичка инфраструктура на Хамас во Јужен Либан. Тензиите во регионот повторно порасна откако израелската полиција упадна во џамијата Ал-Акса во Ерусалим неколку ноќи поред оваа недела. Џамијата важи за трето најсвето место во исламот и израелските раци доведуваат до насилни судири, вклучувајќи ракетни напади на Израел од Либан. Хамас кажа дека нема информации кој вчера испукал десетици проектили од Либан. Тоа беше најголемиот поединечен напад од Либан во последните 17 години, при што Израел каже дека собрал 25 од испуканите 34 проектили, а 5 предизвикале штета на згради. Нема информации за жртви во овие последни напади. Шефот на Светската здравствена организација Тедрос Аданом Гебрејесус вчера ја притисна Кина да ги сподели своите информации за потеклото на COVID-19, велики дека сите хипотези се на масата, дека него стора тоа повеќе од 3 години од како се појави вирусот. Без целосен пристап до информациите кои Кина ги има, не можеме да кажеме ова или она, рече генералниот директор на СЗО на прашањето за потеклото на вирусот. Сите хипотези се на маса. Тоа е ставот на СЗО и затоа побаравме од Кина да биде кооперативна во врска со ова. Посочи тој, ако го стора тоа, би знаеле што се случило или како започнало. Вирусот првпат беше идентификуван во кинескиот град Вухан во декември 2019-та. Многу мина се сомневаат дека се проширил на пазар за живи животни пред да го зафати светот и да убие 7 милиони луѓе. Кинеските научници минатиот месец накратко внесоа податоци од раните денови на пандемијата на COVID во меѓународната база на податоци, вклучува генетски секвенции пронајдени во повеќе од 1000 примеруци од животна средина и животни земени во јануари 2020-та од пазарот за морска храна Хунан во Вухан, место на првата позната појава на COVID-19. Податоците покажаа дека ДНК од повеќе животински видови, вклучително и кучиња, била присутна во примеруци од животна средина позитивни на SARS-CoV-2 вирусот што предизвикува COVID, што сугерира дека тие се најверојатните носители на болеста според тим од меѓународни истражувачи. Марија Ван Керхове од СЗО, технички водач за COVID-19, рече дека најновите кинески информации нудат некои навестувања за потеклото, но не и одговори. Додаде дека СЗО работи со научници за да дознае повеќе за најраните случаи во 2019, како на пример место каде се наоѓаат заразените. Таа додаде дека СЗО се уште не знае дали сите потребни истражувања се спроведени во Кина.
2 лица загинаа, повеќе од 1 милион луѓе останаа без струја во Канада откако ледена бура погоди две од најнаселените канадски провинции пред празничниот викенд, носејќи замрзнат дожд и силни ветрови кои уриваат дрвја и далноводи. Еден човек загина во Квебек кога врз него паднало дрво, додека друг во источниот дел на Онтарио кога го удрила гранка која паднала. Нешто помалку од милион луѓе останаа без струја во Квебек и околу 110.000 во Онтарио до 16 часот по локално време. Обезбедувачите на електрична енергија во тие две провинции работеа на враќање на струјата, но со оглед на тоа што поправките се очекуваат да траат со денови, тоа значи дека многу канаѓани би можеле да ги поминат великденските викенди во темнина. Во Отава се очекува екипите за поправка на далноводи наскоро да ја вратат струјата на голем дел од околу 65.000 погодени клиенти. Драги гледачи, го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатно.